Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски, мој денешен гостин е претседателот на ЗЕЛС, градоначалник на Киселавода, Орце Ѓорѓиевски. Добре дојде. Добро ја најдов, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите ценети гледачи. Најпрви на Скопјани да им го честитаме денот, 80 години од ослободувањето на Скопје. Еве градоначалниче, 80 годишнина од ослободувањето на Скопје од бугарските, германските и италијанските фашисти. Така си е редот. Да, нека е честит празникот на сите скопјани. Денеска ние како општина, најпрво јас како градоначалник го одбележавме со положување на цвеќе кај владата на споменикот. Подоцна имавме настан во кој што учествуваа дечињата од нашите градинки. Една прекрасна организација, на тој начин да го разбудиме духот и да практично се задржи традицијата и нашите најмлади да научат за својот град, за она што го доживеале и преживеале генерациите пред нас и што е најважно дека треба да се грижиме за градот. Така да уште еднаш им го честитам празникот на сите скопјани. И оваа 80 годишнина, како и за жал минатите 10 години, минува нели во знакот на загадениот воздух, кој што за жал за скопјани стана секојдневие, најчесто во текот на овој период, но дури и во летото се случува. Еве, загадувањето како тема, владата најави мерки, конечно после подолг период некој нешто ќе прави на оваа тема. Ваш коментар околу мерки? Па не само на оваа тема, ние може да видиме изминатиот период од кога имаме нова влада во државата и премиер професор доктор Христијан Мицкоски, дека имаме прогрес на од повеќе аспекти, на повеќе полиња. Ова е точно една од темите за која што силно сум убеден и јас, но и верувам останатиот дел од нашите сограѓани дека конечно наспроти декларативните заложби кои што биле во минатото, сега ќе имаме некаков резултат поврзан со ова прашање. Тоа е прашање за кое што треба систематски пристап од сите засегнати страни, да учествува во истото треба и секоја општина индивидуално, да учествува и секој граѓанин во целиот тој процес, нормално инспекциите да учествуваат, градот Скопје треба да учествува, но секако и владата. И мене ме радува баш да разговаравме на оваа тема со премиерот и сум силно убеден во она што мисли да го направи, да го спроведе во наредниот период. Силно верувам во тие потези дека ќе бидат исправни и дека конечно ќе видиме некаков прогрес поврзан со тоа прашање. И повторно ќе напоменам, наспроти сите декларативни заложби во минатото, ова не е проблем кој што се решава преку ноќ и не може да кажеме дека од денеска за утре, како што ветуваа некои други политичари во минатото, дека ќе се решило од денеска за утре целиот тој проблем поврзан со загадувањето и се покажа во пракса дека го излажаа кога тоа го ветува нашиот народ, особено ги излажаа скопјани, но гледаме конечно светло на крајот од тунелот и верувам во сериозноста и во мудрите одлуки кои што ги носи нашиот премиер и дека од истите за многу скоро ќе го видиме бенефитот на ниво на град Скопје, но и генерално во државата. Како гледаш на оној врв на хипокризија, да го наречам слободно, од опозицијата која што 7 години беше на власт и сега наеднаш после 4 месеци власт на ВМРО ДПМН, виновен за загадувањето во Скопје е кој друг ако не ВМРО ДПМН. Како гледаш на ова дволичност? Па добро, Љупчо, мислам дека на народот генерално во државата им е јасно какви се тие би рекол изблици на загриженост со страна на опозицијата сегашна. Ефтини политички поени? Па не може ни да бидат ефтини политички поени. Мислам дека губат дополнително со тие нивни изјави, со тие нивни обиди да вперат прст во влада која што пред 5 месеци ги направила промените во државата и треба нормално за сите процеси да видиме, да се остави простор и да оставиме времето да ги покаже работите дали е таа влада онака како што треба во своите заложби и се труди да ги реши проблемите долгогодишни или пак декларативно ќе се залага како тие што се залагале во минатото. Јас често пати го давам примерот со сегашната опозиција Социјалдемократскиот сојуз, ви текнува дека во даден момент тие наредија обувки пред владата, младите ќе ги враќаа во државата, не само што не ги вратија, туку и се доиселија младите од државата, исто е околу загадувањето. Они 7 години поминаа во хибернација целосно, имаа нивни градоначалници, имаа апсолутна власт, не помрдна од мртва точка. Протестира Орце, ако се сеќаваш, против себе.
Шилегов, Павле Богоевски, се сеќавам стиката, Манчевски. Пароди. Излегува, протестираа против себе, а беа на власт, тие протестираа за загадениот воздух, тоа беше пародија на вистина. Јас искрено не знам кој им води пиар и дали имаат некој тим кој што работи со нив, поврзан со овие прашања, но да е некој сериозен човек, ако ме прашаат мене како граѓанин, јас ќе кажам дека ова им прави штета. И не е добро ова што го прават, од аспект што до вчера беа власт. И до вчера можеше нашиот народ да види какви се нивните сериозни заложби поврзани со ова прашање. Нивните заложби ги видовме. Добро да искористат буџетот на дали општини биле, дали на јавни институции, да се прошетаат со службени возила, да седнат во кафеана, да прослават за некој повод кој што сами се го измислува, но резултат за граѓаните немаше никаков апсолутно со години наназад. И да биле десетина години во опозиција, јас ќе ги разберев, можеби да вакво нешто изјавеа, но до пред неколку месеци тие беа апсолутна власт во државата. 7 години поред. 7 години поред и вие после 7 години хибернација, непомрднување на работите од мртва точка, да излезете и да кажете сега влада е виновна и ние треба од владата да побараме преку ноќ да го исчисти воздухот. Прво, никаде, никогаш во било која изјава Христијан Мицкоски како лидер на нашата политичка партија, на мојата политичка партија, но и како сериозен политичар, најсериозен во нашата држава, во понова македонска историја, никогаш не дал ветување дека преку ноќ ќе го исчисти воздухот, но секогаш кажувал дека треба систематски да се решава овој проблем. И гледаме во пракса кој премиер досега во држава излегол со сет мерки и начин на како што ќе се работи во перспектива за да се надмине овој проблем. Никој. Ете биле од разли политички провиниенции години наназад, никој не излегол со таков сериозен пристап како што тоа го прави Христијан Мицкоски. Повторно ќе кажам, не само за загадувањето, за сите прашања сериозни кои што го засегаат нашето население, нашите сограѓани, нашиот народ. Нашиот народ кој што патем 7 години беше оставен сам на себе да се справува со сите предизвици и сите проблеми. Ние поминавме низ пеколни енергетски кризи, економска криза, каква не криза. Владата во тие моменти хибернираше и ете како што велите вие, самите на себе си протестираа кога ептен ќе се најдеа во некоја состојба доведени до зид. Така да парадоксални се нивните обвинувања, сметам дека не ги земаат во предвид ниту нивните членови кои што мораат од разни причини да, не би рекол повеќе идеолошки, од други причини да бидат уште приврзаници на таа политичка матрица на Социјалдемократскиот сојуз. Предпоставувам дека се борат да излезат нешто да кажат на телевизија, но очајно ова што го прават и повторно ќе кажам, не верувам дека некој верува во тоа што го изјавуваат. Не се сомневаш дека мерките на долгорочен план ќе дадат резултати. Зборуваме за нешто што досега, барем во досегашното действување на оваа влада, нема врска со на претходната. Зборуваме за стихиниот настап. Јас верувам дека сето ова е направено со план како да биде, што да биде, кои да бидат резултатите, бидејќи досега така работеа. Не се сомневаш дека ќе има добри резултати? Јас сум убеден дека ќе има добри резултати. Убеден сум дека ќе вроди сето тоа со плод, но повторно ќе кажам, тоа не е процес и тоа и премиерот, ако внимателно го слушате, кажува, не е тоа процес кој што можеме да го решиме од денеска за утре. Значи сите треба да сме свесни за истото. Но мене ми се допаѓа при промените на оваа влада и моментот што премиерот за прв пат не настапува од позиција да ги излаже граѓаните, туку ми ја кажува вистината. И им кажува како систематски ќе се пристапи, како ќе се како ќе се решават проблемите. Ако ќе направиме една паралела. Јас доаѓам од општина во која што претпоставувам и вие ги знаете состојбите, во која што имаше неколку дрва во одредени места за садено. Не илјадници дрва засадивме за 3 години. Тоа се вистински заложби на локална самоуправа или на било која власт од државата. Да видиме дека нешто во пракса менуваме. Општина во која што немаше парк. Сега говориме, сега имам отчет за некој ден, над 80.000 квадрати паркова содржина имаме за 3 години направено. Тоа е нешто што е поразлично од декларативни заложби. Кога ќе видиме ние другата страна, оваа страна која што сега се труди да критикува, таму имаме бел лист. Таму имаме приказни. Таму имаме состојба, повторно ќе кажам, обувки пред влада. Тоа е класична злоупотреба на човечки судбини. На родители на кои што децата им заминале надвор од државата. На браќа на сестри. Они направија кариери не само што не ја подобрија. Мартин Нешковски и на тоа е начин. Тие беа трите нивни основни столба на точно, тоа е начинот на практицирање на политиката од страна на социјалдемократите во јавноста. Да. На некој начин да.
И повторно ќе кажам, и кога им се даде шанса, им беше дадено шанса од граѓаните, не една година, не 6 месеци, не еден месец, туку 7 години. Они потрошија квалитетни 7 години од животите на сите наши сограѓани. Ја имам 37 години, 7 години за ништо ми ги потрошил Социјалдемократскиот сојуз. Што е променето од нивна страна на централно ниво? Требаше да дојде влада на чело со Христијан Мицкоски за еден куп јавни институции плата да земат. Па луѓето нема земено плата, дали е во железници, дали во водостопанство или ред други, да не ги набројувам, предпријатија државни немаа земени со месеци плата. Тоа знаете каква состојба е. Оние кои што ветуваа дека ќе ги вратат младите назад, тие го доуништија народот кој што остана во нашата држава. И се истите тие ќе излегуваат повторно со декларативни заложби, владата требало преку ноќ да го исчисти воздухот во Скопје. Што направивте вие првото прашање за 7 години? До пред 5 месеци. Ништо, апсолутно. Така да, нивниот кредибилитет е рамен на нула. Јас повторно ќе кажам, не верувам дека некој граѓанин верува во нешто го зборат. Тие се добро е да има опозиција. Добро е да има опозиција. Јас сум тој кој што секогаш го вели тоа и за на локално ниво и за на централно ниво. Треба да има опозиција и треба да ние да со опозицијата и нивните критики да стануваме подобри. И така треба да функционира. Но тоа да е издржано, аргументирано и да доаѓа од луѓе кои што држат аргументите кај нив, а не од некој кој што 7 години ги преспа. Контаминацијата е на повеќе нивоа, она што го наследивте и како влада од редовите на твојата партија и ти како градоначалник најмногу и најдобро знаеш што наследи во општината која што беше претходно раководена токму од луѓето од СДСМ. Според многумина главниот проблем во државата, тоа го кажува и последната анкета на Ипсос, е криминалот и корупцијата. Над 30 и нешто насто од граѓаните, 37 чинам, вела дека тоа е најголемиот и најгорливиот проблем. Контаминацијата на овие нивоа, кои што се како судството и обвинителството е страотна. Го знаеме, тоа го гледаме секојдневно, не дај Боже да влезеш во тие судски кулари за било што. Ти како пратеник буквално водеше една агенда токму против криминалот постојано и како градоначалник. Не како пратеник, не сум бил пратеник, член на извршниот комитет, Да. постојано со пресконференциите се сеќам, посветени на темата на криминалот и корупцијата, и како градоначалник се соочи со она што се случува во Киселавода, 99 згради, приказката и сето тоа, но еве, најавена е битка со судството и обвинителството, односно со оние метастази на партиите СДСМ и ДУИ, внесени во нив. Веруваш дека ќе има резултат на од оваа битка, бидејќи премногу е голема загаденоста, контаминираноста на ова поле? Па можеме да ги следиме. Повторно се премиерот морам да го цитирам, да го земам во предвид она што го изјавува. Так. Можеме да видиме цврстата решителност кај премиерот на владата и верувам длабоко, како и за минатава тема која што разговаравме во прогресот на тоа прашање, дека ќе има прогрес и во овој дел од вашето прашање, односно состојбите кои што се наследени во државата. Ние сме земја која што претендира да биде земја членка на Европската унија и нормално дека треба во тој систем кој што ќе го градиме, а треба нашиот систем да се ресетира, поврзан со обвинителство, судство и се останато. Најмалку што треба да се меша во целиот процес е политика и партиите. Така да цврсто сум убеден во силните заложби на новата влада, во цврстите заложби и силни на премиерот Мицкоски. Верувам дека ќе имаме прогрес на тоа прашање, на тоа поле, како држава, генерално. Дека ќе биде лесно и едноставно, нема да биде. Тоа сите го знаеме. Дека туку така ќе се променат работите преку ноќ и некој ќе излезе од комодитетот во кој што бил 10, 15, 20, 30 години, можеби, нема да биде брз тој процес, но дека мора промени да се направат, таму мора да се направат и резултати мора да има од сето тоа. Довербата во судството и во сите органи поврзани со истото, можеме да видиме кај граѓаните дека е на најниско ниво. Не веруваат во таа институција никој од нашите малтене граѓани, сограѓани, така да тоа покажува за моментот дека треба силни заложби да се има и силни промени да се направат таму. И повторно ќе кажам, верувам дека премиерот се соочува со многу сериозна работа и со многу комплицирани работи кои што се наследени, а треба да ги доведе во ред.
Но знам дека има трпение, знам дека е упорен, дека е истраен, ќе издржи во сето тоа и верувам во исходот позитивен на крајот од денот, дека ќе биде нешто што ќе ги донесе промените во државата и нешто што ќе биде сериозна заложба за идните генерации, односно подобрување на состојбите за конечно граѓаните да се ја вратат довербата во институциите на државата. Кај нас имаше проблем сериозен години наназад, тоа што нашите граѓани не веруваат во институциите кои што ги водат. Ако прашате вие млад брачен пар или помлад дечко или девојка кои што претендираат да напуштат државата или ја напуштиле, што е она што ги натерало или што е она што ги тера да напуштат државата, многу мал процент од нив кажуваат дека финансиската состојба тоа го направила. Најголем процент од оние кои што ја напуштаат државата наша, има и луѓе кои што се побогати, кои што ја напуштаат. Најголем процент од нив ја напуштаат поради недовербата во институциите. Поради тоа што она што го велев јас како градоначалник, мене многу ми пречело во минатото, да треба некој да однесе бомбониера во градинка за да го упише детето. Тоа ги брка младите, тоа го брка нашиот народ од државата. Тие работи треба да се искоренат и да се променат. Начинот на кој што ќе се променат, премиерот го соопшти во јавноста, она на што треба силно да работиме сите, институционално и локална и централна власт и Министерството за дигитализација е дигитализација на сите процеси, намалување на контактот граѓанин наспроти вработен, односно странка наспроти вработен, во тој процес нема да оставите простор да некој некого корумпира за било каква работа, ниту пак ќе оставите простор да некој преку ред и на грб на некој друг добие услуга која што требало некој претходно пред него да ја добие. Тоа ние го спроведовме во мојата општина, ако ја направам паралелата, во однос на упис на деца во градинките. Децата може да се запишат освен по писмен пат, врз основа на поднесено барање директно во објектите во градинките, може и електронски, но списокот се проверува на листата на чекање. Имаме 40 до 50 дечиња кои што чекаат во моментов, затоа што сериозно работевме на тоа прашање изминативе 3 години, за скоро го решаваме целосно, го апсолвираме тоа прашање. Го проверуваме постојано списокот и никогаш не може прво пријавеното дете на листа да биде оставено на списокот на сметка на тоа да биде 30-тото или 40-тото. Примерно така да преку врски рушети. Да, дигитализацијата е тоа кое што треба силно да работиме, силно да се фокусираме да го реализираме од сите аспекти, во сите институции, на тој начин сериозно ќе влијаеме ние во борбата против корупцијата. Како гледаш на оние буквално кажано панични реакции на СДСМ? Еден час од пресконференцијата на премиерот посветена на оваа тема и најавата дека ќе се прави, нели, буквално кажано сеча на трулите јаболка во судството и обвинителството, одржаа пресконференција, односно пуштија соопштенија СДСМ, дуи се јави утредента, едните велеа дека ВМРО ДПМН е тоа кое што ги партизира институциите на системот, особено судството и обвинителството, што нема некоја логика. Другите се пријавија, па не можел премиерот да биде обвинител и да шири политички реваншизам и да осудува да прави. Како гледаш на оваа паника, буквално која што се јави кај нив, кога се спомна дека ќе се реформира токму судството и обвинителството, се уплашија со право? Па изблици на страв се тука и мислам дека тоа сите го гледаат. Дуи како опозицијата албанска е декласирана после последните избори и дуи е добро да смогне сили да излезе во јавноста да се извини за она што го направиле во државата 20 на години наназад, за тој еден руиниран систем кој што допринесува истите да биде на тоа ниво на кое што го наследи премиерот Мицкоски во ВМРО ДПМН. Исто и како кај нив и во редовите на СДС, претпоставам дека се работи за одредена паника, некој страф, но тоа не се работи кои што мене ме засегаат, ниту па се работи на кои што сериозно внимание и фокус обрнува. Мислам на граѓаните им е јасно, знаат сите кои се и Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. И на последните избори народот покажа што мисли за двете политички партии, така што да го сумирам долгото на кратко, мислам дека се работи за еден паничен напад и напад на страв, кој што претпоставувам дека владее во редовите на двете политички партии. Со право? Тоа не знам, не сум јас истражен орган, но си има органи во државата кои што треба да се занимаваат со тие прашања. Киселавода, како и сите скопски општини, е мултиетничка. Како гледаш на најавите за дестабилизација кои што постојано доаѓаат од едната иста адреса, ја спомна и ти, се вика ДУИ? Па,
не верувам искрено во такво нешто. Јас верувам во... Вчера имавме во текот на вечерта еден настан партиски, на кој што се обрати премиерот. Имаше многу добар говор и дел од говорот беше за реката Вардар и двете страни на Вардар. И како ја гледа реката Вардар, како момент на поврзување на левата страна и десната страна, како момент на соживот, камениот мост, како мост кој што ги поврзува едната страна и другата страна, и дека само такво општество ние треба да градиме. Оние приказни кои што во минатото беа актуелни кај одредени политички партии за печалење на, народски кажано, на политички поени, повеќе не поминуваат во јавност. 21 век е, модерно време живееме и треба да се стремиме да ги подобруваме условите за нашите сограѓани. Реториката за некакви дестабилизации и не знам какви предизвици или проблеми кои што би ги предизвикале од политичката партија ДУИ, видов некој надпис имаше од нивна страна, не знам точно кој го изјавил тоа, и срамно е во 21 век да се изјави, нема да ја подобри состојбата за водоснабдување во Студеничани. ДУИ требаше да се залага додека беше на власт во Студеничани да има питка вода. Еве сега, имавме пред некој ден настан во владата со министерот Меджити, премиерот Мицкоски, на кој што настан беа доделени средства на општините преку министерството кое што го води Изет Меджити и преку владата за водоснабдување во Студеничани, во Кисела вода, во многу други општини низ Македонија. Така се градат позициите и така се помага на граѓаните. Со приказни кои што биле актуелни во 90-тите години, во 2000-тите години во нашата држава, ништо не помагаме на граѓаните. Така да, ако сме сериозни политичари, се стремиме на вистина да работиме за добро на нашите граѓани, за добробит на нашите сограѓани, на целиот наш народ, без разлика дали се македонци, албанци, турци, роми, власи и сите останати, тогаш треба тоа да го покажеме во пракса и со дела. Јас кога правам улица во мојата општина, не правам улица предходно да ги прашувам граѓаните дали се од ВМРО, дали се од СДС, дали се од ДУИ или дали се македонци, албанци, турци, роми или се останат. Ја правам улицата за сите мои сограѓани. Ако правиме водовод, го правиме за сите сограѓани кои што живеат во населеното место. Еве владата преку пракса, преку средствата што ни ги одобри од унгарскиот кредит, покажа дека таков третман ќе владае во наредниот период. А тоа е единствениот начин да работите за својот народ. Се останато е гола политика, популизам и собирање на ситни политички поени. Сметам дека нема расположение кај ниту еден етникум во нашата држава да верува во ваквите национал-романтичарски приказни кои што некој ги споделува во јавноста години наназад. Модерно време, повторно ќе кажам, живееме, време на брз развој, на технологија, која што треба да го пратиме постојано и да се развиваме така. Младите генерации особено се генерации кои што не веруваат во тие вредности и во тие приказни од минатото, туку веруваат во конкретни дела и акции и начин на решање на нивните проблеми. Можеби динамиката они бараат да е побрза за разлика од тоа што народот го барал и го очекувал во минатото, но тоа е начинот на кој што размислува современиот жител на Република Македонија. Вчера успеа да ги седнеш на иста маса како председател на ЗЕЛС и министерот за земјоделие Цветан Трипуновски и градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. Така нешто невообичаено за Македонија, бидејќи да не се лажеме, освен етничкото кој што веќе го има како помирување, потребно е едно помирување политичко меѓу политичките партии. Ова беше можеби еден чин на такво нешто. Како гледаш на тоа што се случи вчера? Па Љупчо, јас сакам да ги решаваме конфликтите и проблемите на маса. Прво, верувам дека не постои проблем кој што не може да го решиме. Единствен проблем, и секој што го велам, единствен проблем за кој што човек нема решение, политичар нема решение, било кој нема решение, е проблем кој што е предизвикан од Бога. Тука немаме интервенција и можност. Се останато, вклучувајќи недоразбирање, несогласувања, тој бил крив, тој бил прав, има решение. 21 век сме, повторно ќе кажам, треба само да се седне цивилизирано на маса, да се дискутира, да се разговара. Можеби за некој проблем треба 10 пати истото да се направи, треба подолг временски период, можеби треба да оставите и простор. Ја ако внимававте од почетокот, бев многу воздржан во моите изјави. Кога имаш изјава колегата Костадинов Facebook статус, па имаше подоцна последователно и колегата Јакимовски од Карпаш, многу внимателно одбирав зборови што ќе кажам. И апелирав до двајцата за разум
да седнат, да размислат, па да седнеме на маса да разговараме. Така, дипломатски настап. Некогаш треба да оставите простор. Јас ме знаат од моето окружување, обично сум импулсивен и знам и побрзо да изреагирам за одредени ситуации, но политиката и годините ме натерале да на ваков начин пристапот сега го градам и сметам дека тоа е единствениот вистински пристап кој што треба да го имаме во политиката. Во целиот процес, откако нели се остави простор, размислија моите колеги, видоа дека не се баш апсолутно во право со тоа што го изјавија, седнавме, поразговаравме. Прво имав средба со колегата Јакимовски, каде што беше од негова страна јасно дадено до знаење дека има несогласувања со две министерства. Сега наредниве денови ќе исто така ќе оствариме средба, исто и со министерот за транспорт и врски Александар Николовски, колегата Јакимовски и со министерката за образование и наука. Но вчера се сретнавме со министерот, кој што кажавте за земјоделие, колегата Костадинов, една пријатна средба. Се закопаа народски кажано. Невообичаено нешто за Македонија во минатото. Мора така да ги водиме процесите. За жал невообичаено, да. не требало да биде така, но Јас за жал би кажал, генерациите пред нас политичари требало ова да го направат многу поодамна. Ние не смееме да се доведеме во ситуација да оставиме впечаток прво во јавноста, да го делиме нашиот народ. Дали е тоа по верска основа, дали е по било која основа, вклучувајќи и политичка припадност на една група и друга група. Нас за жал во минатото често пати брат со брат има конфликти, има проблеми кои што не знаат да ги решат ради политика и тоа не е добро. Тоа не е добро. Треба сите процеси, сите проблеми да се решаваат на ваков начин, на маса. Покажа сериозност голема министерот и му се заблагодарувам за пристапот и начинот, господинот Трипуновски, за вчерашната средба, директорот на водостопанство, исклучително добро пристапија и нивниот однос беше во насока на надминување на конфликтите. Тоа е многу важно, двете страни да има интерес да се надминат конфликтите. Исто и колегата Костадинов беа заклучени 3 позиции на кои што ќе работат заеднички, ќе помагаме и ние во процесот. Нормално јас ќе бидам вклучен. Така што се надмина една криза, навидум која што во јавноста можеби помпезно беше најавувана од поединци. Најдовме начин, најдовме решение и така ќе ги решаваме процесите во перспектива. Покажавме дека првенствено зел се обединет, дека и кога има конфликтни ситуации знаеме да седнеме, да ги решиме, дека имаме можност за решавање на конфликти. И јас пак ја кажаме на работа што ја споменував цел изминат период, а тоа е дека јас како човек никогаш не создавам конфликти, туку се трудам да ги решам. Сите сме луѓе, знаеме и грешки да направиме, но јас имам пак пети доблеси да се извинам ако грешам. Во овој случај немавме ние грешка како асоциација, како ЗЕЛС, ниту пак јас лично како председател. Тоа е, се надмина проблемите. Си го сватија колегите двајца мои. Заврши, значи нема веќе... Да, немаме повеќе проблем. ЗЕЛС е и понатаму обединет, ќе продолжиме и понатаму да ги решаваме проблемите на општините, на секој наш граѓанин. Доста ги напреднавме состојбите во тој дел. После 22 години беше подпишан меморандум за соработка со владата. Споменав, минатата недела имавме настан во кој што Министерството за животна средина и владата начело со премиерот 50 милиони евра помагаат во општините за решавање на подземна инфраструктура, водоводна, одводна мрежа, фекална канализација, што е многу суштински проект. Голем проект, наспроти проектот кој што е 250 милиони евра наменети за општините преку унгарскиот кредит. И тука се покажува начинот на промената состојба во државата, дека владата станува партнер према општините, подава рака и дека влегува заедно во коштец за да ги реша проблемите на граѓаните. Токму за унгарскиот кредит, за бенефитите од него, за како ЗЕЛС гледано, како гледате на овој проект, но и како кисела вода, што се ќе добие општината со точни проекти и нели подготовката за локални се тоа што следува, тоа се темите кои што ќе ги опфатиме во вториот дел од емисијата. Со нас е Орце Георгиевски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас.
Се враќаме во за или против. Мој гостин е председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски. Орце, завршивме со темата наречена унгарски кредит. За опозицијата барем тоа е страшна работа, ќе ги враќале парите и нашите внуци, секојдневно излегуваат. Еве денеска и Филипче се обиде да поентира нивниот председател на оваа тема. Но зборуваме за 500 милиони евра, од кои што 250 одат токму во општините, нешто што е преку потребно, да не речам, за развој на општините, нешто и што ќе се види директно и конкретно, најблиско нешто до граѓанинот е токму нели општината. Еве, твој коментар на овие напади за лошотијата и она што е негативата произлезена од унгарскиот заем, кредит, како и да го наречеме. Па не знам искрено што да искоментирам. Исто како во првиот дел што кажав, не знам дали некој има во државата што верува на тоа што го говорат од Социјалдемократскиот сојуз, особено Венко Филипче со целиот негов кредибилитет, изгорени болници, луѓе и се останато. Дубај, јас сум како него, не би излегол на затоа Дубај има по социјалните мрежи ми вратија мене, не знам од кои причини, имаше нели снимка споделено за во Дубај дека биле. Да, па споделија снимка во кафе бар Мартини. Јас бев со сопругата пред 2 години, роден ден славевме, како ја купувам ружа на сопругата, па тоа било вака голем ерес и греф од моја страна, тоа го споделува по социјалните мрежи. Добра паралела Мартини во Скопје, локали. Ама надворе од Киселава, ти не смееш тука да, имам греф направен, сум излегол од општината и имав напади поврзани со тоа. Добро што го спомнавте Дубај, да не остане нејасно, затоа што некои ваши колеги па изјавија дека во Београд била снимката, не знам каде, не знам како. Пред 2 години, роден ден на сопругата во кафе бар Мартини, и купувам роза на сопругата. Цела роза? Да, цела. Да. Морав да го искоментирам и тој момент. Значи, во однос на унгарскиот кредит, може да кажеме дека генерална констатација дека за прв пат во историја нашата влада волку сериозно помага, има сериозен импакт према општините за решавање на повеќе децениски, не едногодишен, не 2 годишен проблем на граѓаните, повеќе децениски проблеми преку начин на кој што помага финансирајќи проекти капитални, за разлика од минатото. Имаше една акција на Социјалдемократскиот сојуз, еве често пати го споменам тоа во јавноста, правејќи ја паралелата, во која што се влезе во една акција за отпишување на долгови на општините, која што продуцираше дополнителни долгови до заглавување на општините по завршување на тој процес, односно оние кои што недомаќински работеа, со општинските буџети исто така ги третира, на некој начин им помогна уште по-недомаќински да работат и понатаму и да ги дозадолжат дополнително општините, за разлика од тогашните времења. Сега, како што споменав, пари стигнуваат во секоја општина низ државата. Тој е првиот показател дека покажува дека конечно општините се рамноправни. Односно, средства стигнуваат и до последната општина, а со тоа и до последниот граѓанин во нашата држава. Сериозни средства и средствата завршуваат исклучиво за решавање на повеќе децениски капитални проекти. Таков е случајот и во мојата општина. Во мојата општина, на пример, имаме доградба на училиште, имаме 2 се извинувам улици кои што еве Ѓорѓи Димитров ќе ја спомена, улица после земјотресот била направена, сега ќе биде реконструирана целосно после земјотресот, значи после 50 на години ќе се реконструира сериозна артерија во општината. Исто така ќе се решава потегот од Драчево до Пеленица во исклучително лоша состојба, потек кој што исто 30 на години не мрднал некој со прст. Лоша состојба е добар збор, тоа е катастрофа. Катастрофална состојба, знаете каква е состојбата. Не може да се разминат 2 автомобила. Точно, едно е што не може да се разминат автомобили, небезбедно е, друго е дека нема тротоар, неопислива состојба, освен да отидете со камера и да доловите атмосферата кај граѓаните. И за да се намалат трошоците на општината, а со тоа и добро правиме за граѓаните уредување на речното корито на Мала Рада во Драчо, тоа е потек околу, мислам дека 4,5 или 5 километра, целиот потек, уредување на речното корито, тоа ќе значи во перспектива и после мене, тој што ќе биде градоначалник во општината, да не мора да има издатоци од страна на општината за да го чисти каналот, туку трајно решавање на проблемот таму.
со тоа што во истиот потек ќе биде опфатена и пешачка зона во која што ќе може да се рекреираат нашите сограѓани и слични вакви одредени општини настапија со изградба на училишта, изградба на градинки, изградба на, не знам, водоводни системи, одводни системи и така натаму, што значи дека секоја од општините добива средства за реализација на одреден капитален проект, на низа одредени општини добија капитални проекти, дали не ги споменав, реконструкции на улици, има многу од општините кои што аплицираа со таков тип на проекти и сето тоа благодарение на коректниот однос на владата визави општините. И без најзначајниот елемент за мене, како председател на ЗЕЛСЕ, без да ги подвојувате општините, дали некој градоначалник е од една или од друга политичка партија, дали некој ви се допаѓа повеќе или помалку, па на тој што ви се допаѓа повеќе средства да му даете, без да правите било какви поделби на општините, а со тоа и поделби на граѓаните, како што било случај во минатото многу пати, тоа аргументирано можам со денови да го говорам. Ние немаше да се доведеме во ситуација да во општина Аеродром, јас и на некој од минатите емисии го споменав колегата Дејан, кој што е градоначалник во општината, и му честитам за заложбата да конечно го решава проблемот со незапишаните деца во градинките. Таму има над 700-800 дечиња кои што чекаат да бидат примени на листите. Ако владата со ваков третман настапувала во минатото, тогаш досега ќе бил решен овој проблем. Да не говорам за населени места каде што ради финансиската состојба на општините досега немале можност да изградат фекална канализација, водоводна мрежа. Ние имаме за жал во 21 век низ државата општини каде што нема водоводна мрежа и тоа е трагично да го говориме, но сепак е состојба која што сме ја наследиле благодарение на условно кажано неправилниот третман во минатото према локалната власт. Ние имаме сериозен јас надминато изминатиот период. Прво го споменав меморандумот кој што го потпишавме со владата, во кој што со кој што меморандум практично седнуваме на иста маса со владата, нешто што минатата власт не сакаше да седне и да го дискутира, камоли да го потпишеме меморандумот, така да мислам дека сериозна помош ова програма, овој пакет на средства кои што ќе влезе во општините. Не знам кој е моментот кој што СДС го критикува и искрено не сум го ни следал председателот на опозицијата, но претпоставувам повторно дека се работи за настап во кој што треба нешто да се каже. Така што еве како прв човек на општините, како председател на ЗЕЛС, прв меѓу еднаквите, можам да кажам дека огромно е задоволството на моите колеги, на нашите општини низ државата, но уште поголемо ќе биде задоволството по реализација на овие проекти со кои што аплициравме општините, откако ќе се реализираат кај граѓаните. Граѓаните се на прво место за нас и овие проекти завршуваат до последниот граѓанин на нашата држава. За година дена доаѓаат локалните избори. Колку од она што реално го вети во предизборието, исполнето и има ли шанси да се исполни повеќе? Ние имаме прво, јас имав програма со која што настапив за изборите и можам да со гордост да кажам дека уште на рака се бројат проектите кои што од објективни причини, но со силна заложба ќе ги верувам дека ќе ги реализираме во текот на наредниот период, дел од нив до крајот на годинава ќе ги отпочнеме со реализација, дел до некаде средината на наредна година, значи до предизборите. Повторно ќе кажам, од објективни причини не сме успеале до сега, но се на една рака проекти кои што се бројат, но од друга страна имаме целосна реализација на остатокот од проектите, што говори за реализација над 95% на програма, нешто што не се случило никогаш хронолошки гледано наназад во историјата од постоењето на нашата општина. Нашата општина е прилично стара, така да многу градоначалници имало, многу програми и ветување имало пред граѓаните, но за жал некако кога доаѓало до фаза на реализација, многу слаба реализација имало. Ако се реализирале програми до 30%, граѓаните биле среќни во минатото, камоли да се реализираат над 90%, како што тоа е случај во моментов и сум исклучително горд на тоа.
Тоа бара енергија, бара фокус сериозен, бара макотрпна работа. Вие од една од најруинираните општини да доведете во состојба да сега збориме за неколку улички што не сме ги доасфалтирале, а имаме простор уште година и некој месец да ги доасфалтираме. Да говориме за спортска сала Расадник, бисерот на нашата општина, кој што за многу скоро со министерот завршена е тендерската постапка и со премиерот на владата ќе се појавиме на отпочнување на градежни активности таму. Тоа е проект кој што со децении го очекувале нашите граѓани, за решена состојба во градинките, за училишта со доградби каде што дечињата ќе учат само во прва смена, да не говорам за изградени детски катчиња, да не говорам за спортски терени изградени и останати проекти кои што сме ги реализирале, да не говорам за подземна инфраструктура, за населени места кои што трајно ги решивме да конечно не се говори во населени места за септички јами во 21. век, да не се говори за слаб притисок на вода, обезбедување на водоводна мрежа. Фекалната канализација ја завршивме, уште имаме 100 метра до приклучокот во Стаклара, но отпочнуваме деновиве исто така со постапка заедно со Министерството што го споменав проектот за животна средина, кој што ни е одобрен за водоводна мрежа со Стаклара и тоа практично е последното населено место на територија на општина Кисела Вода кое што го обезбедуваме со подземна инфраструктура и нормално на пролет ќе бидат асфалтирани и сите улици, што значи дека повеќе деценески проблеми ги решивме, а паралелно од тие работи кои што биле ветени во програмата, уште сигурно 2 пати повеќе од тоа што сме го ветиле го имаме реализирано, но не било ветено. Една е состојбата со која што сме настапиле во предизборието, и можеби во тој период очекувањата кај помала група на граѓани кои што можеби сме допреле до нив и нивните барања за реализација на проекти, но ова е често пати го велам јас, тоа жива материја, постојано излегуваат нови проекти, нови проблеми кај граѓаните и постојано излегуваат приоритети кои што според мене треба единствено граѓаните да ги креираат. Не може јас да ги креирам приоритетите за секое населено место. Најдобро е народот да си ги креира приоритетите и така тоа да функционира, преточувајќи го во она што ние би го креирале преку буџетот или ребалансот на буџетот и со тоа би влегле во реализација на истото. Во таа насока јас деновиве имам и отчет, ќе организирам отчет на кој што ќе има презентација на сите реализирани проекти, не само изминатава година, туку хронолошки 3 години наназад од мојот мандат, но после тоа ќе започнеме и турнеја заедно со мојот тим по сите местни заедници, каде што практично од една страна и ќе го презентираме на микрониво во секој населено место она што сме го сработиле за таа населба, но од друга страна заедно со граѓаните ќе влеземе во фаза од последната година на креирање на буџетот за последната година од мојот мандат, така да дојдовме во една состојба да и треба шминка на нашата општина, да не говориме веќе за водоводна мрежа, фекална канализација, листи на чекање по градинки, проблеми со спортски сали, нефункционални спортски сали, немање паркови и така натаму, на што сум исклучително горд. Многу прашања кои што го мачеа нашиот народ повеќе од 30 години, 40 години, 50 години, ги оставивме зад нас. Ги имаме решено изминатиот период. Мојот народ го знае тоа во Кисела Вода и видно е задоволството од нивна страна, дека има што да се сработи, уште има што да се сработи и верувам силно во нашиот ентузијазам, заложбите наши и сериозноста на пристапот на целиот мој тим. Јас сам не го работам ова, сам човек не може ништо да направи во животот, но имам сериозно добар тим кој што ми помага цел изминат период и верувам дека во наредниот период и она што можеби никој не го замислил ќе го оствариме заеднички. Ова е добар влог за следните локални избори гледано сработеното така. Љупчо, најважно според мене во политиката е јас и да го завршам мандатот на крајот на наредната година и да престанам да се занимавам со политика, да можам да набројам 10 работи на кои што цел живот дека сум жив ќе бидам горд на истите. 10 работи со кои што едно дете имам, син имам 7 годишен, скоро за некој ден полни 7 години. 10 работи со кои што моето дете кога ќе порасне ќе може да каже дека ете татко му ги направил во минатото и тоа е она што ме води низ животот. Дали сум го постигнал ефектот и верувам дека сум дал се од себе до последен атом мој и јас и сите околу мене, целиот мој тим, сите советници, да го оствариме ова што го остваруваме, сме го дале.
дека секогаш може подобро, верувам и во тоа, дека секогаш може подобро, дека можеби сме направиле и одредени грешки сме направиле, дека можеби и во цел изминат период се трудам секогаш да бидам максимално достапен и приземен за моите сограѓани, затоа што ова е работа која што е моментална. Утре ден ќе излеземе, треба повторно да прошетам, да се видам со моите сограѓани, да се погледнам во очи. Тоа е нешто што нема цена. Тоа е нешто што нема цена и вистинската смисла на водење на политика. Верувам дека дадовме се од себе, но можеби сме направили одредени грешки или не секогаш сум стигнал да бидам максимално достапен за и последниот граѓанин да го примам кој што тоа го барал, но често пати знам и од листата, кога не можам физички да се сретнам со граѓаните, да го земам списокот, да ги сконтактирам телефонски, па да поразговараме телефонски кога не сум во можност. И верувам дека мисијата, имам уште година дена, но мисијата која што така си имам зацртано и целта ја исполнив и верувам дека ги подобрив условите во мојата општина многу подобро отколку тоа што би го направил било кој од минатото и било кој што беше во трка со мене на минатите избори. Орце, твоето име и можеби честопати името на Бобан од Газибава најчесто се споменуваат како можни кандидати за градоначалник на Скопје. Би ја прифатил ли оваа понуда? Па Љупчо, ние сме генерално сите градоначалници на скопските општини луѓе кои што даваат се од себе за да остават дела позади себе. Нас не е сериозна шанса и доверба дадена од нашата политичка партија, од претседателот Мицкоски на минатите избори, за што јас сум му од срце благодарен што ми дал ета можност да на некој начин работам за својот народ и да покажам дека можеме да ги промениме заеднички работите. Апсолутно ни помага цел изминат период. Ме радува што сите колеги се добри градоначалници и сите сме луѓе кои што генерално го променивме Скопје и ликот на општините и населбите во изминативе 3 години. Верувам дека до крајот ќе има уште проекти и уште поголема реализација. Прашањето поврзано околу Скопје често пати го слушам. Да се биде кандидат, особено од ВМРО ДПМН, за било која позиција е исклучителна гордост за било кој член на нашата политичка партија, па и за мене како човек кој што од своји 14 години е партиски активист, но тоа се работи кои што преку анкети претседателот, телата на партијата ќе ги одлучат во наредниот период. Мене ме радува што ете граѓаните го споменуваат моето име, тоа значи дека знаете како има подредена група која што ќе ви каже многу често се трудиш, многу работиш, не знаат да го ценат тоа. Јас верувам дека нашиот народ знае да цени кога давате се од себе. И преку ова што пете се споменува и моето име за толку важна функција, една од најважните и најклучните во државата, едно место, односно позиција во која што имате целосна слобода да го смените градот, односно промените да ги направите од ова што се случува во моментов, а се случува хаос, не дека во времето на Петреш и Легов беше нешто подобро. Можеби не беше вака јавно достапни работите како што е сега со господја Арсовска, но генерално ако направиме паралела, мртва трка има меѓу двајца кандидати минати, односно градоначалници на град Скопје. Сериозна функција, сериозна можност да го покажете својот потенцијал, но на крајот на денот како ќе одлучи партијата кој да биде кандидат, верувам дека ќе биде подобар од изминативе 7 години она што му се случува на нашиот град и верувам дека Скопје конечно ќе започне да дише со полна плуќа, да се направат промените во нашиот град и да имаме конечно метропола каква што доликува да имаме во 21 век. Ти благодарам што беше мој гост. Ми беше чест. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.